Интервју на телевизија Мега. Кои се надлежностите на регулаторната комисија за домување? Кои се барањата на граѓаните во однос на домувањето? Дали се обраќаат до комисијата за совети? Со какви проблеми се соочуваат и колку се почитува законот? Мој денешен соговорник е Ракип Маловски, председател на комисијата за домување. Најпрво ви благодарам што одвоивте време да дојдете и да ни гостувате во студиото на телевизија Мега. Благодарам на поканата и поздрав до вас и до гледачите на оваа емисија. Ќе започнеме со надлежностите на регулаторната комисија за домување. Ајде да ја представиме работата на оваа комисија. Регулаторната комисија за домување се оформи со самото донесување на законот за домување. Истиот беше донесен 2009 година, но почна да се применува 2010 година. Исто така и од тогаш почна со работа и регулаторната комисија за домување. Своите надлежности регулаторната комисија за домување ги има, пред се таа има должност да се грижи за квалитетно стамбено живење на сите граѓани кои што живеат во стамбените згради. Исто така донесува свој деловодник за работа, свој статут и други акти кои што се поврзани со домувањето. Потоа доставува предлог до министерот кој што е надлежен за комуналната област за некои измени и дополнување на законот кои што одат во прилог, односно во прилог на регулирањето на оваа проблематика. Исто така врши периодични контроли за оние правни лица кои што има добиена лиценца на определен период, ги контролира дали се уште ги имаат исполнето тие услови. Понатаму дава свое мислење за стратегијата која што се носи на ниво на цела држава во областа на домувањето и така што е фатена. Понатаму организира средби со сите и ги запознува сите засегнати страни кои што се фатени со законот за домување, ги запознува со новините ако дојде до некоја новина или до некоја промена околу законот за домување, организира средби и така ги запознава и јавноста со оваа проблематика. Целата оваа работа е во насока на подобри услови и без проблеми да се одвива самото живење на граѓаните. Имаат ли од друга страна граѓаните навика да се обратат до вас во однос на совети за избор на домување, во однос на проблеми со кои се соочиле и слично? Секако дека имаат и од почетокот тоа беше многу поинтензивно, затоа што од самата примена на законот за домување, граѓаните не беа доволно информирани, но сега се многу повеќе информирани, би рекол, да не кажам 100%, но се информирани сите оние граѓани кои што живеат во стамбените згради, кои што се засегнати со самиот закон за домување и кои што истиот фактички е донесен за нив, се со цел за да имат подобро и поквалитетно стамбено живење. Од почетокот некои имаше мали негодувања околу законот за домување, токму за граѓаните ова го кажувам, затоа што мислеа дека со овој закон ќе им се зголема трошоците од нивниот буџет, ќе им се намали буџетите на граѓаните затоа што ќе треба да плаќат и за домување. Но во пракса се докажа дека токму она спротивното, дека не им се зголемува трошоците што се однесува за домување, туку со примената на законот за домување, токму оние, пошто во секоја стамбена зграда се наоѓа по некој од станарите што не ги подмирува своите обврски за домување, сега со донесувањето на овој закон за домување има начин како да им се наплати на нив, што значи си има процедура тие што се неплаќачи да се плаќат. Но тие што си редовно што си плаќале и пред донесувањето на законот на домување, тие си ги подмирува, што значи трошоците си постојат. Само што сега не може со самото донесување на овој закон се направи една рамка сите да бидат рамноправни во однос на подмирувањето на трошоците кои што се однесува за секоја стамбена зграда. Ќе се вратиме на проблемите и овие процедури малку подоцна. Едно интересно прашање е дали граѓаните се консултираат со вас кога станува збор за избор за домување на самиот почеток, пред да изберат локација на живење или
се обраќаат до вас, знаат ли да ве консултираат во однос на тоа каде можат да добијат подобри услови? Така. Граѓаните за избор на управител имаат две можности. Што значи можат самите да се формираат заедница на собственици, која што заедница за собственици ќе ја регистрираат во Централниот регистар на Република Македонија и таа заедница на собственици ќе управува со зградата. Има и втори избор, тој е првиот избор што можат да си го направат, а има и втори избор да се определат управител кој што има лиценца добиена од регулаторната комисија за домување. Што значи, околу изборот за управител решаваат самите граѓани. Но до кај нас стигнуваат кога им настануваат проблеми за разрешување на некои од проблемите, да кажеме, не околу изборот, веќе за изборот знаат. Може да се понекогаш во почетокот не знае кои фирми управители имаат лиценца. Па од нашата телефонски не контактира повеќето за ваков вид на проблеми, повеќе телефонски не контактира да видат кои фирми се лиценцирани за да можат да управуваат со зградата. Што значи при изборот во оваа насока одеше при изборот на управител, но Советот на станари, односно мнозинството на Советот на станари донесуваат одлука кој ќе биде управител и како ќе биде управувана зградата. Во случај, да кажеме, ако мнозинството во Советот на станари, односно собственици на посебни делови, тоа се фактички собственици на станови, ако не можат да донесат одлука или па се договорат да не назначуваат управител. Има и тука законот, има земено и сето тоа во предвид, да можат некои од станарите, пошто мнозинството не може да се договорат, повеќе од 51%, тогаш некој од станарите може да поднесе предлог, барање до надлежниот општински суд, каде што тој во вонпарнична постапка ќе му определи управител по службена должност. Или истото може тоа да го направи и инспекторот за домување. Што значи инспекторот за домување кога восстанови дека во таа зграда не е управувана ниту од управител, ниту пак е управувана од страна на заедница на собственици, тогаш истиот инспектор може да поднесе предлог до судот и во вонпарнична постапка судот ќе определи управител за таа зграда по службена должност. Ако изборот на домување во однос на самиот избор е еден од можните проблеми со кои се обраќаат граѓаните до вас, кои се другите барања? Зашто најчесто знаат да се поплачат граѓаните до регулаторната комисија за домување? Така. Претежно граѓаните представките кои што стигнуваат до кај нас, до регулаторна комисија за домување, пред се однесуваат повеќе кога во зградата во која што живеат треба да се направи некоја инвестиција од поголем обем. Да кажеме реконструкција на кров. Секаде тоа го кажувам, затоа што тука треба повеќе средства да се одвојат. Сега некој од станарите сака да плаќа, некој не сака затоа што не живеел на последниот кат или живеел на подолните катови, така да фактички не го интересира дали некого му прекиснува кровот и така натаму. И од таа област повеќе или пак санација на некоја заедничка инсталација што се однесува до зградата, пошто е поголема инвестиција, тогаш се интересираат како тоа да го направат. Би сакал тука да ја објаснам ова процедура. Каква е процедурата? Делувате советодавно или пак има посебна постапка каде се решаваат овие проблеми? Така. Ние делуваме советодавно во тоа што им укажуваме како е постапката за да се разреши тој проблем. Што значи, кога станува збор за реконструкција или некоја инвестиција од малку поголем обем, поголеми инвестиции во кои што треба да учествуваат сите собственици на посебни делови, фактички сите собственици на станови. Без разлика дали живеат на последниот кат, ако станува збор да кажеме за реконструкција на кров, или па живеат на подолните катови, сите треба да учествуваат. Што значи, таа процедура е следна. Мнозинството на станари донесуваат одлука за да кажеме надминување на таа нужна работа. Сепак таа е нужна работа која што мора да се санира. Но тука имаме две опции.
може да се согласат или пак не може да се согласат. А пред се, ако се согласат, тогаш управителот, без разлика дали е зградата управувана од лиценциран управител или пак од заедница на собственици, тогаш тој е должен, ако станарите на советот на станари донесле одлука да се направи таа работа, да се изврши, да се санира, тогаш тој треба да снабди повеќе од 2 понуди, благовремено да ги информира станарите на огласна табла, која што секоја зграда е должна да има огласна табла на влезот од зградата, да ги информира и потоа да се избери најповолната понуда, односно да изберат кој ќе го извршува тие работи. Но што правиме ако не се донесе таква одлука? Да кажеме, станарите некој не ќе да плати. Во такви случаеви, тогаш некој од станарите, истото како што беше за изборот за управител, пошто станува збор за нужна работа во зградата, може да поднесе предлог, треба да се обрати до надлежниот суд, каде што судот ќе одлучи дали станува збор за нужна работа или не станува збор за нужна работа. Сега, како ќе одлучи судот дали таа нужна работа треба да се заврши во зградата, тогаш неговата одлука ги покрива она одлука на советот на станари. Што значи, тие не можеле да се договорат, тогаш судот ќе процени дали е нужна работа или треба да се направи таа работа или не треба да се направи. Но сепак добро е за граѓаните да се каже и тоа дека ова втора постапка што ќе оди преку судот е далеко поскапа во однос на она прва кога што треба тие заедно да си донесат одлука и истата работа да се ја завршат, затоа што никој од страна не може да им го заврши работата ако тие не може да се усогласат околу санирањето на проблемот што настанува во зградите. Како ја завршивме минатата година во однос на вакви спорни ситуации и како ја започнавме ова 2017-та? Регулаторната комисија за домување 2 пати годишно доставува извештај до Собранието на Република Македонија за своето работење. Така да, според последниот извештај, што се однесува од јуни до декември 2016, веќе овие представки и овие предмети полека се намалува, затоа што веќе граѓаните се многу добро информирани. Таа бројка се движи околу 150 до 200 предмети сега во последниот период, така да нашите активности повеќе сега се насочени кон тоа што ние веќе во септември месец 2016 одржавме и средба со ЗЕЛС, што значи сите градоначалници и председателот на ЗЕЛС на град Скопје државме средба токму околу законот за домување. Нашата работа повеќе сакаме да интензивираме во тоа што и општините имаат законска обврска истите прво да назначат инспектор за домување, тука околу инспекторот за домување би се навратил малку покасно. Друга обврска им е тоа да водат регистар на сите стамбени згради и регистар на управители кои што управуваат со тие стамбени згради. Но кога станува збор, значи 3 обврски фактички имаат општините според законот за домување, да назначат инспектори, да водат регистар за стамбени згради и станови и регистар за управители кои што управуваат со тие стамбени згради. Но тука регулаторната комисија не застанува и не треба да застане затоа што не е само доволно да назначите инспектор за домување. Истиот ќе треба да излезе на терен и да ја констатира фактичката состојба, односно да види што се случува на ниво на неговата општина. Колку згради имаат управител, колку немаат, па тие што немаат, да го регулират самите станари. Но и тука би сакал да кажам дека сите општини, оние општини кои што во нивните граници, општински граници имаат стамбени згради, тие се должни да донесат да назначат инспектор за домување, но свесни сме и за тоа дека на ниво на Македонија има и општини кои што и немаат стамбени згради, така да таа обврска кај нив се уште не може да произлезе затоа што немаат стамбени згради. Така да тие сакам да кажам за околу инспекторите за домување уште малку, затоа што
не само да се назначи, туку рековме и да се излезе на терен. Бидејќи сите проблеми и констатирања на некој проблем кој што настанува и во оние згради каде што имаат веќе управител, и ако дојде до некој нарушување, да кажеме станарите не се задоволни од извршените работи на управителот, без разлика дали станува збор за заедница на собственици пак или пак станува збор за управител. И сега кога стигнуваат такви представки до кај нас, ние таквата состојба ја решаваме на тој начин што една од нашата надлежност е и да доставаме предлог до надлежни органи за да се констатира фактичката состојба. Во случајов тоа се инспекторите за домување, затоа што надзорот врз примената на законот за домување го имаат токму општинските инспектори. И тогаш, ако има некој проблем, тие констатираат таа состојба и фактички доаѓа до разрешување, односно ќе ја констатира и ќе види зашто станува конкретно збор. Ги споменавме и инспекторите, ги споменавме и управителите. За да се работи едната и другата работа потребни се лиценци. Кој е патот на добивање на лиценца за управител, а кој е патот на добивање на лиценца за инспектор? Така. Инспекторите си ги назначуваат општините. Значи општините, градоначалниците си назначуваат инспектори за домување. А додека патот за добивање на лиценца за управител, односно за вршење на управувачки работи или управување со згради, од почетокот, од самото донесување тие барања беа малку поголеми, но откако регулаторната комисија го уведе тој факт, па условите за добивање на лиценца ги минимизира. Така да треба, за да се добие лиценца, да кажеме, за управување, треба да се има тоа е фактички правно лице, фирма, која што треба да има тројца вработени, од каде што едниот од нив треба да има високо образование, правен или економски факултет завршено, додека другите двајца вработени треба да бидат со средно образование, потоа да имат влог од 5000 евра, нели тој влог го бара, да кажеме, го бараме ние затоа што секој управител за да отпочне со работа и да управува со згради мора да располага со некој капитал, затоа што во ниедна зграда нема, да кажеме, 100% наплата. Така да, кој ќе дојде да се платат оние тековни трошоци што се однесуваат, да кажеме, за хигиеничарка, за лифт, за струја и така натаму, и он мора да направи пресметка на сите станари да им го распореди тие трошоци. Но што се случува, да кажеме, ако некој станарите ќе треба да му наплати по еден месец, 2-3, затоа што доси не плати или така натаму, а он мора да ги подмири тие трошоци. И од тие причини во условите ние воведовме ова да има и паричен влог од 5000 евра, односно околу 310.000 денари, така му доаѓа. И потоа, откако ќе донесе, тоа фактички се условите за добивање на лиценца, и откако ќе се до регулаторната комисија, кој ќе ги увиде овие услови кои што ги бара за да се добие лиценца, донесува решение, потоа барателот на лиценца треба да уплати 150 евра во денарска противредност за да се добие таа лиценца. И лиценцата е со важност, да кажеме, од 5 години. Но тука треба да напомениме тоа дека регулаторната комисија за домување покрај тоа што издава лиценци, таа и ги продолжува лиценците, да кажеме, откако ќе измине онај период од 5 години за кој што се однесува лиценцата, истите треба да ја продолжат затоа што сака да продолжат со работа со управување со зградите. Но исто така може, ако се констатира дека не работи совесно. Токму тоа ми беше и моето следно прашање, дали дошло до ситуации да треба и да одземете лиценца? Да, веќе 12 лиценци регулаторната комисија има одземено од такви управители кои што несовесно се вршат својата работа, но тоа се за одземање на лиценца има посебни членови во Законот за домување кои што треба да се придржуваат. Значи, управителот има своји права, но има и своји обврски кои што треба да ги исполнува. И ако дојде до некој нарушување од некој од тие членови кои што се однесуваат околу неговото работење, односно не се однесува со внимание на добар домаќин или добар менаџер или па не ги исполнува
одлуките донесени од Советот на станари. Тогаш сето тоа подлежи на ако има такво нарушување, тогаш може и да му се одземе лиценцата и потоа како ќе му се одземе лиценцата, тоа правно лице 2 години нема право да побара лиценца, после истекот на тие 2 години пак може да поднесе барање до регулаторната комисија за добивање на нова лиценца. Зашто најчесто се одлучуваат граѓаните за лиценцирани управители или пак заедница на собственици? Така, од почетокот најмногу се ориентираа на заедници на собственици. Но се текот на времето бројот на бришење на тие заедници на собственици се намалува, а расте бројот на згради кои што се управувани од страна на лиценцирани управители. Ова во практика се покажа затоа што доаѓаме до оние несакани на почетокот што ги спомнавме тие неплаќачи што не ги подмируваат своите обврски, пошто заедницата на собственици тоа се фактички луѓе кои што живеат во истата зграда и управуваат со зградата. Но кога ќе дојде да се тужи, односно некој од станарите, фактички треба да го тужат некој од комшија, кој што секој ден се гледа во зградата и така натаму и доаѓа до проблеми, меѓусебно нетрпение. А вака, кога го тужи управител, пошто управителот, лиценцираниот управител, може да управува со повеќе згради, не со една како заедницата на собственици, управителот ќе си поднесе тужба и така односно процедурата е први да го помене, па потоа пред нотар, па ако не ја подмери пак одврската, тогаш се дава на извршител, па кој ќе помене извршител, тогаш трошоците ќе бидат многу поголеми и така натаму. И од тие причини, повеќето од тоа, самите граѓани се откажуваат на некој начин од заедницата на собственици, затоа што секојдневно се гледаат, а меѓу себе се тужат и така да малку претежно ова се однесува кај оние згради каде што нема заедничка соработка и не може да се договорат. А во оние згради кај што добро сите станари си имаат свој заеднички јазик и се свесни, што свеста проработува, да кажеме, дека треба да се грижат за зградата, во тие згради функционират заедниците на собственици. А таму, каде што има поголем број на станови, да кажеме, во поголемиве градови има зграда со повеќе катови, па дури меѓу себе не се ни познаваат, така да управителите тука повеќе се полесно е да се заврши целата работа отколку со заедницава на собственици, така да бројот на управители полека се зголемува и тоа од година во година, а додека пак на заедниците на собственици се намалува во овој период од да кажеме 7 години колку што и постои од кога почне да се применува самиот закон за домување, но и тоа е битно што како да кажеме овој пазар на управители, така да е веќе добро функционира, добро работи и граѓаните се повеќе и повеќе се задоволни и повеќе свеста веќе почнува да проработува. И затоа што имаме случаи, пошто претходно ме прашавте на што се однесуваат поплаките, представките. Има случаи, да кажеме, каде што еден собственик на стан има 2 стана, или 2 или повеќе стана. Да кажеме има 2 стана. Така што во едниот живеев, додека во другиот не живее. И сега вели јас во тој стан што живеам, ќе си ги подмирувам врските, но во овој стан каде што не живеам, викам не живеам и не сакам да ги подмирам. Ја не користам, викам, ништо од заедничката електрична енергија, да кажеме, хигиеничарка и така натаму, затоа што вика не живеам. Но тоа не е така, што значи без разлика. Дали си живееш во стан или си живееш во индивидуална станбена куќа. Ако имаш стан и си собственик на стан, тогаш имаш и законска обврска да ги подмируваш овие трошоци за домување, односно трошоци за редовен фонд, односно тековно одржување, и исто така има и резервен фонд, каде што тој резервен фонд токму се однесува на оние нужни работи кои што претходно дебатиравме, да кажеме, да не се чека дека ако станува збор, да речеме, за зграда од повеќе постара зграда, многу години. Така да тие не треба да чекат
уште 10 години па да направат некоја реконструкција затоа што веќе е стара, туку да почнат полека да собираат пари во тој резервен фонд, па од тука да можат дел од тука да се однесува за инвестиција, така некоја поголема инвестиција што е нужна работа, што мора да се направи за зградата и дел да инвестираат. И токму и затоа се законот за домување предвидел два фонда, значи редовен фонд и резервен фонд. Го започнавме разговорот и во текот на самиот разговор неколку пати споменавме, она што е темел на сето ова е токму законот за домување. Со самото донесување започна и работата на регулаторната комисија, со самото донесување на законот започна работата и на управителите и сите овие одлуки. Колку се почитува законот за домување од оваа перспектива сега после повеќе од 7 години? Законот за домување се почитува и тоа комплетно, можам да кажам, затоа што сега има некои мали исклучоци или мал дел на граѓани кои што се уште во себе не се убедени, но веќе и тие ја чувствуваат полезноста, корисноста од самиот закон, затоа што тој е донесен токму за нив се со цел да се има подобри услови за живење, односно поквалитетно стамбено живење во зградата, затоа што го почитуваат и се многу добро запознаени. И запознаени затоа што тоа го гледаме и од веќе самите прашања, од почетокот имаа проблем како вика да донесеме статут, како изгледа тој договор за заеднички односи, нели? Самите станари најпрво треба да направат договор за заеднички односи, значи меѓу себе да се договорат, да донесат план за одржување на зградата. Тој план треба да се однесува најмалку од 1 година до најмногу до 2 години, што значи треба да имат свој план. Па сите овие документи или па еве како изгледа на формата на, да кажеме, на договорот за управувачки услуги кои што треба да го склучат заедно со управителите. Сите тоа и сите правилници и закони и подзаконски акти, сето тоа може да се најде на нашата веб страница. И тогаш ги имаат сите потребни документи, односно сите патишта како да склучат договор, како изгледа план за одржување на зградата, како изгледа договорот за заеднички односи меѓу станарите, како изгледа договор за управувачки услуги, но треба да напоменем и тоа дека секоја зграда е единица сама за себе. Така да во некои згради има, да кажеме, лифтови, во некои нема. Таму кај што има лифтови, трошоците се нормално поголеми во однос до оние згради кај што нема. Во некои згради има заеднички пумпни станици. Сепак, се што повеќе има во зградата, тоа значи повеќе и ќе чини за тековно одржување. Да кажеме, кога склучуваат договор, добре ова да го кажеме за граѓаните кои што живеат во стамбени згради, кога склучуваат договор за управувачки работи со управителите, со лиценцираните управители, затоа што сепак станува збор за пазар и тие треба да се договорат колкав е дел кој што треба да му го плаќат на управителот, затоа што управителот во зависност секој си гледа од своја страна. Во некои згради се договара, да кажеме, тој износ да чини 70 денари, во некои згради 80, во некои 90, точно трошоци за управување што ги земат, што фактички се приход за самиот управител кој што станарите, односно собствениците на станари, му го плаќат на управителот, се со цел да тој управува со зградата и да кажеме тој да се грижи, едноставно да менаџира со зградата. И сега доаѓа до недоразбирање, да кажеме, помеѓу станари на две згради, каде што едниот вика јас плаќам на управителот 70 денари, другиот вика јас му плаќам 100 денари. И зошто виката тоа е така? Тука е одлуката е да самите станари да се ја донесат, во зависност колку им одговара. Колку одговара и зашто ќе се договорат. Затоа е многу битно во самите договори за управувачки работи токму точно да наведат што сакаат. Да кажеме, некои станарите сакаат во текот на неделата 2 пати да доаѓа хигиеничарка во текот на неделата, но некои се донесли таква одлука еднаш неделно. И сега управителот во зависност од тоа што се договара, така ќе се однесува и ќе се однесуваат и трошоците. Па додека пак во оние згради кај што има лифтови,
на месечно ниво според законот за лифтови мора да има сервисирање на лифтот. Што значи да доаѓаат стручни лица да го проверат и да го сервисират, односно да го сконтролират секој месец. А за тоа се наплаќа, што значи се наплаќа затоа што мора лифтот секогаш да се одржува во функција. Но и покрај тоа ќе треба еднаш годишно да се провери неговата техничка исправност. Што значи тоа е закон, според законот управителот да им го каже на станарите и да им каже кои се трошоците и така натаму. Откако сите ови работи ќе се образложат и ќе се стават во договорот за управувачки работи, тогаш истите морат да ги почитуваат како од страната на станарите, така и од страна на управителите. Јас се надевам дека бевме доволно интересни, дека објаснивме повеќе теми, одговоривме на повеќе прашања. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во телевизија Омега. И јас ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова интервју на телевизија Мега. Ви благодарам за вашето внимание. Пријатно!